Патриотизмот не се докажува само со удирање во гради и со веење знамиња. Патриотизам се докажува и секој ден, дури ако сте службеник на државата и ако правите нешто со што не давате задолжение на државата да си брцне во джепот и да плаќа пенали заради вашето несовесно работење или неработење. Во студиото во утренски брифинг гостин ни е главниот државен ревизор, господинот Максим Ацевски. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. По прв пат државниот ревизор влегува во разработка, односно ревизија на јавниот долг. Еднаш веќе е направена анализа и сега наред е втората анализа и тоа квалитативно како се одлевале парите, односно како се трошеле. Мене ме фрапираше еден податок вчера кога си правевме муабет, кога договаравме овој разговор, а тоа е дека јавниот долг се билда од пеналите што државата ги плаќа кон меѓународните фактори заради боси кадри кои не умеа да ги излучат парите од странство што ни се наменети за проекти. Како е тоа возможно? Значи ли дека ние имаме некадарни државни службеници? Добро, јас нема да употребам таков речник, бидејќи сепак јас сум вработен во јавниот сектор и морам да внимавам на изразите кои што ги кажувам. Ревизија на јавниот долг е направена по втор пат, по одреден временски период, некаде околу 10 години во преходниот период беше направена ревизија на начинот на користење политиките на задолжување во Републиката. Со самиот ревизорски извештај во суштина констатиравме одредени состојби каде што секоја држава во услови на ковид пандемија изнаоѓа своји начини и политики за задолжување на државата. Секако дека јавниот долг представува еден од начините на зголемување на јавниот долг, представуваат и платените провизии за земените кредити, односно за ненавременото повлекување на кредитните транши за одредени капитални инвестиции. Ако го проучиме детално самиот ревизорски извештај за јавниот долг, таму се дадени информации за изградбата на пругата Белјаковци-Куманово, каде што за одреден временски период кој што очекуваме да бидат платени казнени пенали на терет на државата, некаде околу 4,35 милиона евра. 4,35 милиона евра заради тоа што не сме умеле добро да ги процесуираме, да ги повлечеме парите. Влијаат повеќе фактори за тој капитален проект, меѓутоа од сето она што следува и најавивте дека следува ревизија на успешност на одредени други клучни капитални инвестиции, каде што меѓу другото го фаќаме и персоналот кој што управува, односно единицата за инвестициони проекти. Секако дека констатираме дека има потреба од зголемување на знањето и вештините на вработените кои што се инволвирани во самиот процес на следење на капиталните инвестиции, меѓутоа едно од клучните прашања е квалитетот на подготвената проектна документација, која што во суштина представува основа за аплицирање и за задолжување за земање на одредени кредитни транши. Целокупниот тој сет на меѓусебна испреплетеност на самата постапка, од она што значи квалитет на подготвена проектна документација, она што значи навремено спроведени постапки за експроприација на недвижниот имот за изградба на самите капитални инвестиции, квалитетот на стручните лица или лицата инволвирани во следење на самата градба на капиталните инвестиции и квалитетот на ангажираните и сериозноста на ангажираните изведувачи на самите капитални инвестиции доведува до одредени постапки кои што во суштина како Државен завод за ревизија не сме задоволни од одредени постапки. Добре, вие им кажавте дека причина е тоа затоа што не се доволно едуцирани, не се доволно кадарни и тоа значи дека во секоја една институција се фрлаат и пари за обука на своите вработени државни службеници, особено како да се црпат парите да се вадат од државните меѓународните фондови кои што ни се нам потребни. Видете, треба да бидеме свесни дека тоа преку ноќ не може да се промени. Значи, треба да бидеме свесни дека одредени професионалци не се градат преку една година и со праќање на одредена едукација. Се работи за клучни капитални проекти во кои што треба да има соодветно високо познавање на самите проектни активности, самиот начин на задолжување, самиот начин на следење на реализација на капиталните проекти, меѓутоа и начинот на она што значи известување. Токму поради тоа преку ноќ не се градат кадри, ама преку ноќ не се одлеваат, не се испомпуваат тие пари. 4,3
милиони е сериозна цифра за голема држава, а особено па за нашата, кај што секој денар е битен за инвестирање на вистинско место. И не се само тие 4,3 Доколку се само 4,3 милиона евра, ние ќе бидеме задоволни како Државен завод за ревизија. Тоа колку ќе бидат, колку се досега освен овие? Ќе го објавиме во следниот ревизорски извештај, кој што се очекува за некаде 2 месеца да биде достапен за јавноста, каде што кажуваме поголем сет на одредени состави кои ги утврдиме, и тој сет на состави се провлекуваат подолг временски период. Очекуваме со препораките кои што ќе ги даде Државниот завод за ревизија да се преземат конкретни активности за подобрување на целокупната таква состојба, вклучено не само Државниот завод за ревизија, меѓутоа и меѓународни други институции даваат препораки за начинот на управување со јавните инвестиции, бидејќи секако треба посериозен пристап во начинот на управување со капиталните инвестиции, начинот на следење на самите капитални инвестиции, но особено во начинот на подготвување на самата проектна документација, подготвување на она што значи простор за имплементирање на самите капитални инвестиции. Еве да речеме зашто треба да спомнеме и за ЕСМ. Од 2011 година до последниот ваш ревизорски извештај 20,21 милион евра 21,5 милиона евра се потрошени за што? Се потрошени за набавка на одредени материјални средства, за набавка на одредени проектни активности, за набавка на консултантски услуги, кои што според Државниот завод за ревизија не се ефектуирани и не даваат додадена вредност во она што значи редовното работење на самото акционерско друштво. Ама тие пари се потрошени баш за адвокатски трошоци, така? Секако во самиот ревизорски извештај даваме одредени констатации во делот на состојбите во РЕК Битло, каде што одреден поголем износ на средства се потрошени или 55% од средствата, може точно да пренесеме, односно некаде 55% од средствата представуваат адвокатски трошоци, што е жалосно во една таква постапка. Меѓутоа, она што е жалосно исто така што треба граѓаните да го знаат е начинот на следење на заштитата на животната средина, ако може да забележите во делот на она што значи обелоденување во самиот ревизорски извештај и она што значи соопштение за медиумите и соопштение за пошироката јавност, каде што кажуваме дека во периодот од 2 години континуирано нивото на присуство на одредени супстанции во воздухот е повисоко од законски препишаниот минимум, што значи дека сепак имаме загадување на животната средина, а посебно на граѓаните кои што живеат во таа област. Господин Ацевски, од последното интервју што го имавме таму некаде во ноември месец, кога говоревме за тоа колку од овие извештаи на државниот ревизор се нашли интересни за јавното обвинителство и дека баш состојбата не е сјајна со јавните обвинители. Некако се во зимски сон не креваат многу врева околу ревизорските извештаи да се податливи за обвинителни акти. Морам да кажем дека она што е нашата активност, она што е активност на државните ревизори, она што е активност на Државниот завод за ревизија е крајно професионално извршена и се она за кое што сметаме дека има одредени елементи за постапување на надлежните органи е постапено и доставено до сите надлежни органи. Вие ги доставувате, ама фидбекот? Ако може да се доизнесам, вклучувајќи и јавното обвинителство, во преходниот период пред месец дена потпишав меморандум за соработка со јавното обвинителство, разменивме листа на овластени лица кои што ќе комуницираат и разменуваат податоци помеѓу јавното обвинителство и Државниот завод за ревизија со цел да се олесни начинот на информирање на јавните обвинители. Мора да имате во предвид дека јавните обвинители не секогаш можат добро да ги осознаат и проучат ревизорските извештаи. Затоа договоривме со јавниот обвинител во текот на месец мај да организираме заедничка работилница во која што ќе бидат поканети дел од јавните обвинители и дел од вработените во Државниот завод за ревизија, каде што меѓусебно ќе разменуваме на информации и ќе се обидеме да размениме одредени информации со цел зголемување на вештините и на ревизорите и на јавните обвинители. Од една страна ревизорите да пишуваат информации кои што ќе бидат разбирливи за јавните обвинители, а од друга страна јавните обвинители да можат подобро да ги разбираат ревизорските извештаи. Верувам дека тоа е процес кој што ќе трае, верувам дека јавното обвинителство ќе најде сили подобро да ги разбере конечните ревизорски извештаи. Дали од Комисијата за антикорупцијска досега покажа
покажале интерес за овие државни ревизорски извештаи, за најновите смерам? Апсолутно. Секој ревизорски извештај, вклучувајќи и било кој останат ревизорски извештаи да немаме елементи за сомневање. Државната комисија за спречување корупција е на листата на засегнати страни и кога објавуваме соопштение за јавноста или ревизорски абстракти за објавување на конечен ревизорски извештај, во тие 380 засегнати страни е Државната комисија за спречување корупција. Во април месец листата на засегнати страни ја зголемивме на 930 засегнати страни, така да во секој момент кога објавуваме конечен ревизорски извештај, Комисијата за спречување корупција е известена за било кој. За кој од најтази случаи до сега пројавила интерес? Па добро, имаше во преходниот период одредени барања во која што самата комисија бараше одредени информации, меѓутоа исто така сакам да истакнам дека комисијата и во преходната програма и во програмата за работа на Државниот завод за ревизија за 2022 година побара одредени субјекти да бидат ставени во годишната програма, тоа го прифативме, тие субјекти се вградени во годишната програма и во преходната програма за 2021 година, издадени се ревизорските извештаи и проследени се до нивно настапување, така да имаме континуирана соработка во делот на ревизорските извештаи. А примерот со владиниот секретар можеби покажува дека ќе отпочне ерата на неселективност на власта во своите редови. Тука државната ревизија ќе треба исто така да покаже капацитетност во чешлање на извештаите на владата, кога ќе би бидат на дневен ред ставени? Државниот завод за ревизија од секогаш имал капацитет и се уште има капацитет и понатаму ќе го граде својот капацитет и градење на знањата и вештините на вработените. Морам да кажам дека владата на Република Северна Македонија било континуирано предмет на ревизорски активности преку ревизиите на успешност, а со годишна програма за работа за 2022 година утврдена е финансиска ревизија на владата на Република Северна Македонија, така да еве за ваше информирање на јавноста кој што сите не следат, би сакал да истакнам дека во текст се 3 ревизорски извештаи на успешност кои се однесуваат на начин на користење на средствата за справување со последиците од COVID-19, каде што во суштина со 6 економски пакети на мерки од страна на владата беа планирани 586 милиона. 570 милиона се искористени од страна на субјектите кои што имаат право и физички лица да користат средства. Од страна на Државниот завод за ревизија пристигуваат 309 милиона евра предмет на ревизија. Морам да кажам дека крајно професионално се извршени ревизиите, имаме висок степен на додадена вредност за извршените ревизии, како од аспект на додавање на додадена вредност на субјектите предмет на ревизија, надлежните министерства, самата влада во давање на совет како да постапат за одредено постапување, бидејќи не секогаш имаме општествена одговорност од страна на оние кои што се крајни корисници на средствата кои што ги утврдила владата, но исто така и имаме додадена вредност во оно што значи притисок за враќање на средствата од оние кои што во суштина незаконски ги користеле средствата или не ги искористеле за намената на кои што им се даде. 500 и кусур милиони евра се искористени, 470 милиона. Да, 470 милиона евра се искористени, меѓутоа а остатокот пари кај тие се планирани. Тоа се добро, вие по прв пат ќе правите и ревизија на функциите на државата. Тоа се 29 милиарди денари пари кои што се во буџетот планирани за функционирање на државата. За што се всушност тие? Тоа се во суштина, еве со ова сакаме да кажеме неселективност и оно што велите дали ќе се справиме. Мислам дека се справуваме и секогаш избираме области и предмети и субјекти предмет на ревизија кои што подолг временски период не биле предмет на ревизија. Со ова сакаме да укажеме дека се она што во суштина представува искористување на средствата преку програмата, односно преку разделот функции на држава, каде што во суштина се офатени сите мерки и активности, каде што не се офатени во одредени министерства, а се реализираат преку овој раздел функции на државата, во суштина да видиме начинот на користење и степенот на законитост на користење на тие средства. Верувам дека крајно професионално ќе се изврши таа активност и целокупната јавност. Неминовно, еве, од сето ова до сега покажано години наназад, дека државниот ревизор си ја завршил работата, укажал таму кај што треба да укаже
Меѓутоа, јавноста очекува да види процесуирање на случај, ама преку ефектуирање судски завршници или обвинителни акти. Кога тоа не се случува, велам, тогаш не треба да се љутиме на јавноста и на новинарите ако посочуваат на прст, зборам во институции каде што им е укажано, а не се поправени состојбите, или пак тие не завршиле со обвинителни акти. Тоа значи дека треба нешто дополнително да се направи, да се зајакне и функцијата на државниот ревизор и на терен работите да се процесуираат. Дали новиот предлог закон за државниот ревизор ќе ја зајакне улогата и на терен со пратениците ќе направи власта, односно владата, да е како да кажам, по-неселективна, но и по-ревносна во заштитување на државното чекмедже? Државниот завод за ревизија и вработените во Државниот завод за ревизија континуирано професионално се извршувале својата активност. Во последните неколку години интензивно работиме на бирање на теми кои што во суштина од една страна ќе значат и прилив на средства во буџетот на државата, бидејќи секогаш кога зборуваме и мислиме на начинот користење на јавните средства, односно на расходите. Во последно време размислуваме и како да се соберат приходите, бидејќи ако имате доволно приходи во буџетот на државата, ќе може да размислувате и за расходите. Затоа и велиме нивото на јавниот долг порасна до законскиот максимум од 60% и така натаму, што во суштина укажува на грижата на Државниот завод за ревизија и за приходниот и за расходниот дел на буџетот на државата. Имајќи предвид состојбите кои што континуирано се повторуваат во делот на одредени активности, а посебно во делот на преземање на мерки по дадените препораки од страна на овластениот државен ревизор, во соработка со колегите Врховна ревизорска институција од Бугарија и Врховната ревизорска институција од Хрватска, во рамките на Твининг проектот финансиран од Европската унија, подготвивме нов предлог закон за државна ревизија кој што е предаден на министерот за финансии, во кој што очекуваме нивно разбирање, бидејќи неколку состаноци имаме кои што сме разговарале со самиот министер за финансии, со потпредседателот на владата за добро управување, со председателот на собранието, во кој што кажуваме на потребата од она што значи соодветно обезбедување, де факто и во овој момент имаме финансиската и оперативната независност, меѓутоа сакаме да ја формализираме и да оствариме она што значи во самиот закон за државна ревизија, а во наредниот период очекуваме статусот на Државниот завод за ревизија да биде утврден и во уставот, бидејќи сепак треба да знаеме дека не секогаш имаме можности за отварање на уставот и така натаму. Она што го предлагаме во законот за државна ревизија во суштина статусот на вработените во Државниот завод за ревизија, односно нивниот статус кој што ќе биде согласно закон за работни односи и согласно правилата утврдени во законот за државна ревизија, соодветно вреднување резултатите на вработените, бидејќи без да имате соодветно вреднување не може да обезбедите и да ги задржите квалитетни човечки ресурси во самата институција, која што е клучно прашање и во самиот разговор денеска зборуваме за потребата и значењето од квалитетен персонал во однос на она што значи извршување на секоја функција, па и државната ревизија. Потоа зборуваме за начинот на известување на собранието, во кое што внесуваме обврска. Ние со меморандумот кој очекуваме за разбирање, кој очекуваме да се потпише во наредниот период со собранието, очекуваме одредени клучни ревизорски извештаи да се разгледуваат во рамките на соодветните матични комисии. Тука ќе биде улогата на собранието, на комисиите. Што улогата? Знаете како, ние секогаш како општество очекуваме јавна осуда или осуда од надлежните органи и така натаму. Клучна улога во разгледување ревизорските извештаи, обезбедување дополнителна поддршка од страна на собранието во делот на утврдените состојби и поддршка и притисок на субјектите предмет на ревизија за постапување по дадените препораки. Бидејќи според кажувањето на сите професионалци, секогаш јавната осудата од општеството е поголема од било каква осуда од надлежните судски органи. Со разгледувањето на самите ревизорски извештаи и повикувањето на субјектите или одговорните лица на субјектите кои што представуваат предмет на ревизија ќе се даде додадена вредност на самата ревизија, но исто време ќе се обезбеди и навремено постапување по дадените препораки. Она што значи, ако тоа со други зборови значи дека претениците преку соодветна комисија ќе донесат заклучок по одредени ревизорски извештаи и упатства ќе му дадат до кого? Нема потреба да даваат упатства, бидејќи ние сме дали веќе препорака до одговорните лица кои што биле предмет на ревизија.
ревизија. Ама тие не ги отклониле пропустите што вие ги... Затоа велиме, значи бараме да се разгледуваат одредени клучни ревизорски извештаи или одредени збирни извештаи, како што да речеме, ако е представува јавни здравствени установи предмет на ревизија, имаме 10 јавни здравствени установи предмет на ревизија, ќе изработиме еден збирен извештај кој што ќе опфаќа целокупното работење во јавните здравствени установи, и тука е улогата на самата матична комисија, да речеме за здравство, или одреден ревизорски извештај за јавни долг, и така и образование и така натаму, кое што ќе разгледуваат и ќе донесат заклучоци по дадените препораки, ќе ги задолжат дополнително одговорните лица на субјектите предмет на ревизија да постапуваат по дадените препораки на овластениот државен ревизор. Исто така дадена е новина во самиот закон за државна ревизија е во суштина начинот на подготвување на акционите планови за постапување по дадените препораки. Во досегашниот период Државниот завод за ревизија беше само субјект кој што проверуваше дали се спроведени препораките или не се спроведени, без да имаме можност да дадеме и да изречеме одредени прекршителни санкции. Со новиот предлог закон во суштина имаме можност да изречеме прекршителни санкции во тоа што ако субјектот не доставил навремено акционен план за спроведување на препораките или пак не преземал мерки за спроведување на препораки. Значи една дополнителна активност која што во суштина ќе обезбеди постапување по дадените препораки на овластениот државен ревизор. Со тоа верувам дека ќе обезбедиме и имплементација на во континуитет дадената препорака од страна на Европската унија, каде што кажуваме дека треба да се обезбеди финансиска и оперативна независност на Државниот завод за ревизија и треба да се обезбеди уставна конституција на Државниот завод за ревизија во уставот. Кога преди известно време гостинка ми беше претседателката на Врховниот суд во разговор рече дека недозволиво што одредени политичари се дрзнуваат да се јавуваат и да притискаат за одредени предмети. Вака, ви се случило некогаш да се дрзне некој од извршната власт или од судската да ви почепне за некој извештај како би требало или би можело да се ефективира? Јас мислам дека е доволно јасно, јас веќе 20 години сум во државната ревизија и мислам дека никој нема да се осмели да се јави, да бара одредени менување на одредени состави, бидејќи ако се практикувало такво нешто, тогаш нема да има и вакви износи во кои што се објавуваат, да речеме, за да е само 21,5 милиона, за изградбата на железничката пруга 4,35 милиона, за следните ревизорски извештаи кои што ќе бидат објавени, ќе бидат далеко поголеми износите и така натаму. Од прилика една сума? Не би сакал да изнесувам бројки се дека конечниот ревизорски извештај не биде објавен, бидејќи знаете во фаза на нацрт извештај состојбите се едни, можеби во фазата на нацрт извештај субјектот предмет на ревизија или субјектите предмет на ревизија, бидејќи се работи за поголем број на субјекти кои што се офатени со една ревизија на успешност, може имаат право да поднесат забелешки, можеби тој износ ќе биде изменет, се работи за поголем износ на средства, меѓутоа во овој момент само толку би можел да кажам, бидејќи сепак не е професионално да изнесувам бројки кои што не се конечни. Јас ќе се заблагодарам за вашиот разговор тука во утрински брифинг. И ова се враќаме таму кај што тргнав на почетокот. Значи државата не треба да е се едно како и се трошат парите и како и се набилдува јавниот долг, особено ако тоа е од дело на своите вработени државни службеници кои што не се кадарни или не се доволно обучени, екипирани да умееме да се ги црпиме парите што некој од страна не ги дал нам. И особено пред избори државата треба да води сметка за кадрите што ги вработува, за перцепцијата во јавноста, какви луѓе се на места кои што не представуваат во државните институции. Јас ви благодарам уште еднаш за разговорот. Ако ми дозволите, јас исто така ви благодарам на поканата, би завршил со следното. Секако дека државата треба да води грижа за начинот на користење на средства. Сведоци сме за одредени постапувања кои што и преземаат надлежните министерства и самите лица задолжени за целокупниот сет нови мерки кои што во суштина представуваат следење на активностите, но во исто време државата не треба да штеди на вработување кои што се однесуваат на професионалци, бидејќи не само Државниот завод за ревизија, но и други институции кои што се надлежни за следење на начинот на користење на јавните средства. Државата треба да вложува во вработените во јавниот сектор и државата треба да води грижа во делот она што значи вреднување на резултатите на секоја институција. Дефинитивно тоа ја кошта многу повеќе. Да, вклучувајќи го Државниот завод за ревизија, бидејќи
ние во суштина се плашиме од општеството и јавноста кога зборуваме за вреднување на резултатите. Подобро да ги вреднувате резултатите на вработените во јавниот сектор, отколку државата да губи голем износ на средства кои што се одлеваат на споредни трошоци, на судски трошоци, на адвокатски трошоци и така натаму. Така да мислам дека инвестицијата во знаењето и вештините и во надградувањето на резултатите на вработените во јавниот сектор е корисна и исплатлива инвестиција. Ви благодарам. Благодарам. Главниот државен ревизор, господинот Ацевски Максим, беше гостин во утренски брифинг. Јас сум Марија Весова, имајте убав ден.